Значи, тука Левица во Битола во изминатиот период докажа дека е единствена партија која се спротистави на Софиската платформа. Тука ние организиравме неколку протести и успеавме да го затвориме фашистичкото дувло Ванчо Михајлов, кој никна тукму тука во градот на Стив Наумов. И затоа во пресред на изборите на 8 мај ние подаваме рака до ДПМН за заедно да не се донесат уставните измени и да се спречи внесувањето на бугарите во уставот. Левица е тука и Левица е отворена да се спротиставиме на сите уцени кои доаѓаат од надвор, како и оцените кои доаѓаат тука од внатре, каде што гледаме некои барања за дводомен парламент, за избор на председател во собранието, што немиловно ќе доведе до федерализација и кантонизација на државата. Затоа ние на нови избори очекуваме да бидеме фактор за влада и конечно да се направи, да се постават црвените линии за ниту една влада војнина да не биде оценувани од разни партии кои се заглавени во некои идеологии од 19 век. Минатото излагање поставивте и на економијата. Што е она што ќе се залагате на економијата? За Битола она што е клучно е и најголем проблем генерално и за младите, пошто ние сме партија на младите, е инфраструктурата, односно сега моментално Битола представува едно слепо црево кое никако не е поврзано како ниту со Скопје, така ниту надвор. Од тој аспект, друг аспект кој тука секогаш во Битола го промовираме е процесот на децентрализација, односно ние го имаме еден процес каде што сите млади се иселуваат во Скопје по подобра иднина, затоа што сето образование е лоцирано таму, така да ние се залагаме своевидно да се врати сеот на Битола и Битола тука да биде еден универзитетски студентски центар што ќе ги задржи младите тука да градат иднина.